прв пат стојам позади ова маса. Ја, има. Ама не ми е прв пат да зборувам за Господ Исус и кој е тој. Кога го читав текстот и кога размислував, бев поттикнат со разни мисли и многу важни прашања кои ми доаѓаа во однос на ова работа. И Исус дали е само име или нешто повеќе, 99% од планетата знаат дека е Божиот син. Но што тоа значи? И кој е тој во суштина? И што значи тоа за мене лично? Значи секој еден да се запрашаме. Тоа е она многу важно нешто, важното прашање околу ова предавање. Значи можеме да збораме, не знам, до крајот на светот и до крајот на годините. И ќе има уште да се кажува за него. Најдобрите работи, најсилните, најаките работи. Што значи тоа за нас? И така, се одлучив за овој текст, зашто текстот се наоѓа во Новиот Завет, во Делата на апостолите во 17 глава, од 16 до 34, зашто таму има поттикнати дебати. Кој е Господ, кој е Бог? И се надевам дека после ова ќе имате секој за себе во главата, во срцето, по една дебата, кој е Бог, кој е Исус за вас. Океј? Добро вечер, ајде, дечки. На самиот почеток сме тамам. Уклучи го првиот дел текстот. Океј. Ќе го изчитам еднаш текстот. Денес ќе имаме класично библиско предавање со поќе текст од една глава и ќе коментираме малку околу него. Значи, Апостолски дела, 17 глава, од 16 до 34, додека Павле ги чекаше во Атина, духот му се огорчи длабоко, гледајќи го градот полн со идоли. И расправаше со јудејците во синагогата и со побожните и секој ден на собиралиштето со оние кои би се нашле таму. А некои од епикурејските и стоичките философи почна да се припират со него. Па едни велеа, што сака да каже овој празнословец? А други се гледа дека проповеда туѓи богови. Зашто проповедаше за Исуса и за воскресението. И тогаш го зеда, го одведа на Ареопагот и рекоа, можеме ли да знаеме каква е таа нова наука што ја проповедаш? Со чудни тврдења не ги полниш ушите, затоа сакаме да знаеме што е тоа. А сите атињани и странците меѓу нив имаа време само за тоа да кажат или да чујат некаква новост. И тогаш Павле застана среде Ареопагот и рече, луѓе атињани, гледам по се дека сте многу побожни. Имено, минувајќи и наблюдувајќи ги вашите светини, најдов и жртвеник на кого е напишано на непознатиот Бог. И така, тоа што вие не познавајќи го почитувате. Јас ви го проповедам тоа. Бог, кој го создаде светот и се што е во него, како господар на небото и земјата, не живее во ракотворни храмови, ниту прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто, бидејќи тој самиот им дава на сите живот, здив и се. Тој исто направи целиот човечки род да потекнува од еден човек и да се насели по лицето на целата земја, откако им предели одредени времиња и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Бога. Не били го напипале и нашле некако, зашто тој не е далеку од ниеден од нас. Зашто во него живееме
се движиме и постоиме, како што и некои од вашите поети рекле, и ние сме негов род. И бидејќи сме Божи род, не треба да мислиме дека божеството е како злато или сребро или камен, како творба на човечката уметност и замисла. И така, не гледајќи на времињата на незнаењето, Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде, зашто определил ден кога ќе му суди праведно на целиот свет преку човекот кој го определил за тоа, давајќи им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. А кога чуја за воскресението од мртвите, едни се подигруваја, други рекоа ќе те слушаме друг пат. И така Павле си отиде од нив, а сепак некои мажи се прилепија при него и поверуваа, меѓу кои беа Диониси, Ареопагит, жената по име Дамара и други со нив. Значи гледаме работата што Павле објаснуваше работи за Бог. Само да кажеме, врати го на почеток текстот од 16. Павле, кој го чека во Атина, ги чека Тимоте и Сила да дојдат од Верија. Значи, тие двајца луѓе пред тоа беа во Верија и каде таму расправаја за во однос на истата работа. Докажувајќи во Стариот Завет дека Исус е спасителот на светот, односно Месијата. И тие луѓе за едно чудо беа спремни, нека го читале тоа. Аха, пиши дека треба се роди во Витлеем Спасителот. Така пиши во пророците. Требаше да се роди од девица. Да. Требаше да страда, да биде презрен и отфрлен. Да, тоа го пишеше. Ќе биде цар. Да. Дека ќе биде вброен меѓу злочинци, ќе го сметат за ништо, ќе го сметат за најголем грешник. Да. Тие работи ги разгледуваја со Павле. Меѓутоа, после дојдеа злобни луѓе и го разбунтуваат целиот народ. И верните евреи, и неевреите. Луѓето, паганите, како ние што сме, што немаме еврејско потекло. Ги побунија и стана голема буна, и Павле замина за Атина, а Тимоте и Сила се уште не се дојдени, и тој ги чека сега во Атина. И Павле, шо прави, оди низ градот и гледа шо има, шо нема. На широк сокак. Арно гледа работи кои не му се бендисуваат. Значи, она што го знае Павле, и она што го кажува Библијата, внатрешно му создаваат горчина, заради тоа што луѓето прават идоли и му се клањат на тие работи. Бог направи едно големо дело, во однос на тоа што зборуваат тие претходно, дека ќе го испрати својот син да ги спаси луѓето, да не спаси нас. И наместо да веруваат во неговиот син, ги гледат идолите. И духот му е огорчен. И додека ги чека, Сила и Тимотеј, Павле го користи времето да дебатира со тие луѓе. И одма кажува за Господ Исус и дека има воскресение од мртвите. Значи, шо, ако постои Бог, и секој ако си го живе живото, ако нема воскресение, ако нема, шо понатамо? Шо после неколку години, шо после овој краток здив што го имаме, шо после ова цвеќе кое цвета и после полека ќе овени тужна прича. Или продолжува животот. Каква замисла имал Бог?
Значи Бог има замисла да не воскресни сите еден ден и ние да видиме со Него. Ама кој сака? Значи, не може Бог да не присили ние да бидеме со Него. Кој сака? Тоа е доброволно. И затоа е по вера, по доверба. И така Павле дебатира со јудејците, со побожните луѓе од градот, на плоштадот, таму на собиралиштето, за истата тема. Докажувајќи дека е тој Месија, Бог и Спасител. И сега треба да се запрашаме едно прашање. Кога присуствуваме на вакви предавања, кога читаме од Библијата, кога бараме нешто повеќе од животот, кога навистина длабоко се замислуваме, колку е важно да го слушам ова, или колку е важно да слушам некој кај што дебатираат во однос на оваа важна тема, за нас самите како човечки род, дали сме ние важни, дали му е гајле на некој за нашиот живот, или е толку голем интересот спрема нас и ценетоста спрема нас, како што и гледаме работите што се во светот. Дали има нешто повеќе позади тоа? Знаеш, сите ние си мислиме дека се цениме самите себе, имаме вредност. И ние сме самите најдрагоцени за нас. А тоа е добро, тоа е реално нешто. Затоа што ние имаме вредност. Меѓутоа, само ние немаме вредност, има и нашиот ближен. И тој до него, и тој до него, и луѓето во друг град, и на друга улица што живеат, и во друга земја. Според мене, од критична важност се овие дебати и размислувања во однос на нас и на Бог, за да знаеме, да дојдеме до еден заклучок. Знаеш шо? Ние навистина му сме важни на Бог. Океј? Значи, не е прашање тој дали се интересира за нас. Туку треба да дојдеме до заклучок дека да, тој се интересира за нас. Заради настаните што се случија пред 2000 години. Кога Исус беше распнат за нашите гревови. Се надевам, откако ќе се расчиста сите тие дебати, дека ќе завршиме со доверба, односно со вера, во вистинскиот и жив Бог, а не дека кој ќе победи во тие дебати. Знаеш што е, тој пој ќе викаше и му зад на муцката на тој, како во политиката што се прави, и на крајо останува теренот нерасчистен, останува вистината скриена некако. Вистината е најважна и ние сме важни. Живи сме и сакаме да знаеме дали му сме важни и на Бог. Сега прашање е дали сакаме да знаеме и на кој начин. Ни требаат информации за тоа, ни требаат докази за тоа дека му сме важни и многу важно тоа да не е лага. Тоа е да е вистина, да е потврдено. Овде, во 18 стих, тие луѓе го нарекуваат празнословец Павле. Како да кажва многу работи, а уствари не кажал ништо. Зборуваше многу, а ништо не кажа. Кажува за туѓи богови, не за нашите, бидејќи кажуваше за Исуса и за воскресението. И сега со тие изјави Павле им предизвика радозналост. А јонака гледаме дека самите тие беа радознали луѓе, таму што живеат.
во Атина, исто како и овде. Еј, брат, кажи што има ново, знаеш, на широк сокак. Таму само на собиралиштето се собираа. И таму малце праве муабет. И умирае од радозналост. И вика, имале време само или живееле само за да слушнат нешто ново, или ако доживеале нешто, што беше вчера, завчера како помина, да го кажат тоа нешто ново, или да слушнат нешто ново, или да кажат нешто ново. Исто како овде на широк сокак. Исто. Ама гледај се, то не е лошо нешто, окей. Ама, ако се прави нешто лошо, да се каже, знаеш што, тоа е ново нешто, тогаш е тоа лошо, мислам. Ако се прави добро и да се каже тоа добро, е окей. Новост е, ама добро нешто. И сега, ти подобро да ни објасниш и на сите да му кажеш, пошто овде то плоштатче ако било, на Ареопагот да се собериме и да ни кажеш точно шо како се за она што го зборуваш ти. И чудни се твоите тврдења и сакаме да знаеме нешто повеќе во однос на тоа. И го однесува на Ареопагот и бара слики што е тоа Ареопаг, тоа е една карпа, како платформа голема во Атина, близу до Акропол, и прилично голема карпа. Карпиште е огромно. И можеш да застанеш на средина и вака да збораш, да викаш, да кажеш, да се вртиш и наоколу да седат луѓе да те слушат. Отворен простор. И Павле застанува на Ареопагот. Застанува. И почна да зборува за нивната побожност. Гледајќи ги светилиштата на изградот, но и за едно посебно од нив, кај што пишува, ајде ме, заешо многу светилишта, тој Бог, тој Бог, тој Бог, тој на то, тој на Бог, на то, да не заборајме некој Бог, или, веќе ако имаме заборавано, заешо, на непознатиот Бог, светилиште. И Павле ја користи таа прилика. Знаеш, гледам дека за многу богови имате направено светилишта и на тоа, кај што пише непознатиот Бог, некако како да го спремивте терено за разговор, за да ви кажам. И почнува да објаснува кој е тој Бог. Значи, овие богови и светини што ги имат, тие се со раце направени некои кипчиња, слики, може би некоја куќарка и некоја фигура лежи натре. И вели, Павле, Бог, кој го создаде светот се што е во него, како господар на небото и земјата, не живее во такви куќарчини. Бог е создател на светот и се што е во него. Значи, ние сме создадени од него. Ама и се што е во светот. Имаме воздух за да дишиме. Многу важно нешто. Имаме храна, имаме небо, имаме сонце, имаме сите услови за да постои тој живот и да се одржува. Значи, се што е во светот и се што е на небото, не само по себе создава живот. Туку Бог ги создаде нив за да може живот да се одржува. Значи, тој знаеше како, на која раздалечина да е сонцето, да не е преблиску, да не изгори сите, да не е предалеку, да не измрзниме сите, да има секаков живот, да има секакви растенија, да имаме храна, се. Дека Бог нема потреба да
прими нешто за самиот тој да постои. Или да зависи од нас. Знаеш, им кажува за Бог, но исто време ги побива нивните размислувања во однос на тоа што е то божество. Знаеш, ова е шкаклива тема, малци, и бара објаснување. Затоа се задржуваме врз ова малку, оти Бог ако не е таков, ако не е создател на се и да држи се и да не создаде нас и тој знаел како да го постави сето тоа, така да може да функционира, тогаш не би бил Бог. Би немал сила, би немал потребно нешто знаење, не знам што се сите кои атрибути ги поседува Бог, за да не направи нас колкава сила има, колку е неговото предзнаење, неговата моќ, неговиот збор колку е силен, со збор се создаде. Какви работи се тие? Ние не можеме да дотакнеме со овој ум до тие нешта. Големи, огромни нешта. Меѓутоа, тој им се открива на луѓето. Нема потреба да прими нешто како да зависи од нас. Или служба, не знам што да правам, да му служам на Бог, зашто тој има потреба. Тој е независен. Воопшто не зависи ни од мене, ни од тебе, од никој. Тој е. Тој беше и ќе биде вечно. Нема почеток, нема крај. Нема почеток, нема крај. Огромни работи овие. Кој може да ги свати? Абе чекај, мора да има почеток и крај. Нема. Тука е она. Не е во него проблемот. Проблемот е во нашиот ум, што не може да свати овие работи до крај, што не може да си ги представи. Сте представуваме ние во време, во простор. Нема потреба од ништо. Туку тој дава на сите. Тој дава. Ние имаме потреба од него. Тој дава на сите живот, здив и се. Што значи тоа сега? Тука седиме во соба. Дали си жив? Да. Го слушаш ова? Да. Па знај дека не си случајно тука. Блажен си ти што го слушаш сега. Блажени сте. Не си производ на случајност. Биг Бенг. Не си производ на од ништо се настана. И ми е гајле, што ќе биде утре со мене, имам некоја вредност, ама што? Сите умират и јас ќе умрам. На крај, знаеш, да може и што по-безболно, по-ладнокрвно да го живеам, да го примам тој и да заминам од овој свет. Сагеш, некако и ај со здравје. Не е така. Не си ти случајност. Не сме ние случајност. Ние сме створени од него. Имаш се за да живееш. Тоа случајно не се створи овде не танк по некој, не знам, случајност. Милиарда спрема еден. Не знам колку билиони катрони спрема еден, колку се шансите. Колку и да зголемаме бројката, нема да биде крајот. Значи, не е можно ние да сме на некоја случајност. Зашто, кога вели тој им дава на сите живот, здив и се, тоа се што е, и здивот и животот што го имаме ние, тоа се друго го поддржава тој живот. Тој го измисли, го створи за да биде овој живот, да тера. Иначе, ако не беше то се, живото капут. Одма, готово, крај. Значи, овие се длабоки и озбилни работи.
Имаме се за да живееме. Имаш, дишиш, имаш храна, имаш семејство, драгоцени луѓе околу тебе. Имаш покрив над главата, работа. Функционира сето. Мачно е и да се заработат парите и да се платат сметките и бегат парите па ова. Ама функционира сето то и ти си жив и здрав. И имаш се. Заради кој? Заради Бог, заради Господ. Го имаш тоа. Значи, Бог не зависи од служба на човечки раце. Или да има потреба од нешто. Туку ние имаме потреба од него. Основно нешто, базично нешто. И треба што побрзо да се запознаеме со тој Бог. Кој е тој и што направи тој за нас? Да имаме вистинската смисла исполнета во животот. А тоа може да се постигне. Ќе видиме како. Кој како сака да прифати, тоа е преку вера, само не може автоматски. Значи, тој не зависи од нас, ние зависиме од него. 100%. 100%. Здиво. Так, овој човек го нема по животот. Здиво ни го држи тој, не ние, не. Не сега, ќе офатам и сега, нема имаш ништо. Знаеш, или ќе нуркам. Сето тоа можеш да го правиш заради Бог, кој ти даде живот, ти постоиш заради него. И сега, кога ги кажуваме сите овие убави работи, дека Бог не создаде се, кога кажуваме за него, а за овие другите, за идолите, што правиме? Дали се тие божества? Дали се тие богови, дали можат да направат нешто, да, ајде бе, напред да се женам, ајде бе, оздрави го човеку, дај ми подобро работно место, толку многу се трудам. Што може да направи? Некој ќе помине, што ќе отуни, бам, ќе пални, ќе си скрши. Трага нема да му остани. Мислам, нема благе везе тоа со Божество. Значи, ние имаме, тотално сме зависни од него. Ние зависиме од него, а не тој од нас. Господ, Бог направи сите ние да потекнуваме од еден човек. Кој е тој? Адам. Од еден човек. И сите народи потекнуваат од него. Колку и да се, на какви јазици зборувале или не знам кај живеат сегде, Бог им определил граници на сите. Тој народ таму живее. Во таа земја, така се вика. Зборува на тој јазик. Тој народ таму живее. Тој народ таму живее. Но, сите ние, што вели овде? Потекнува од еден човек и на сите ни определи времења и граници на нашите живеалишта. Значи, ние сме ограничени со граници, кај живееме, но и со време. Некое време имаме. Да го бараме него. Океј? Тоа е наша одговорност. Бог не бара. Но ние треба да го бараме така што ќе одговориме на неговиот повик. А неговиот повик е преку Исус, преку никој друг. Не би го напипале и нашле некако, зашто тој не е далеко од ниеден од нас. Мани над гумета. Не е далеко. Во него живееме и се движиме и постоиме. Во него се движиме и постоиме.
И како што некои од вашите поети рекле, и ние сме негов род. Значи, сепак, тие имат одредени некои богови замислени на сонце, на вода, на месечина, на дожд, на не знам што. Ама, јасно му е дека тоа се нивни измислици и нивни митологии. Вика, значи, ние сме негов род, Божи род, на вистинскиот Бог што постои, што е господар на небото и земјата. Ние сме негов род. И прашањето е, дали можно надвор од него да се постои? Не може. Не може, не може, не може. И тоа треба да се докаже. Кој ќе велиме не може, е како? Па, ако случајно настана пченцата, за да се прави леп, за да јадиме леп, тогаш може. Ако случајно, не знам, жените се способни да прават торти и убави, да дома мајче што има за јадење, сопругата кој ќе доиме, како е здраво мила, како си, што направи, што сготви. Ами, што знам, то случајно е тој дар таму, знаеш, ќе земи од се и пуф-пуф, магија, врп тенџерето, охо, супер манџа. Случајност. Тие дарови, тие работи, Бог кога ја створил жената, ги ставил во неа. И сега, значи, далеко од вреѓање муабето, значи, 99% од жените не се научници. Но, сите 100% знаат да направат убав леп, да испечат во орелната. Мама, знаеш да направиш рулат со месо? Кој не знае? Јас не знам, пример. Добро, јас знам. Ама има некој што не знам. И барат од мајка му да прави рулат со месо. Мајка ти ме закрпиш ова? Иди случајноста што се вика сопруга и ти ја крпи дугмето од кошулата. Ми се јаде риба. Одиш во случајноста, што се вика океан, многу мала случајност. Нема ништо во неа. Сваќаш? Во океанот нема ништо. Ама има случајно една риба тука, кој ќе си ти мизернио гладен, да ја земиш, да ја печиш и да ја јадиш. И се не таа да има убав вкус, па не знам што, крастајчиња, па цазики да направиш, па не знам. Се е случајност, брат, се е. Не е ништо во Бог. Или ми се јадат цреши. И си замислам, шубај се црвени, округли, светликави. Самата лета внатре во уста, семката. Шубај се да ја гледаш. Случајност. Се е случајност. Знаеш, случајно направено за се, вака да примаме. Со затворени очи, знаеш, да не можам да гледам дека има калинка или праска или нешто. Сеедно е како амеба, парамециум, оние што се едноклеточни организми, нема везе, што дошло по пато, собира и испушта назад. Вона, како се вика, плазма. Случајност. Ама и тој не е случајност. И тие најмалите не се случајност. Зашто тие има своја улога. Се има своја улога во овој универзум. Нема нешто без улога, не. Значи не е можно да е нешто надвор од него, не може. Не може, никој пат не може. Да се случи, не може. И са ти го слушаш ова. Не си ти случајност. Не си случајност. Ти си негов род. Ти си створен во неговата лице. И јас, и сите ние. Створени сме во неговото лице. Бидејќи сме негов род,
како треба да размислуваме во однос на него, во однос на Бог. Значи, дали да размислуваме дека е како творевина на некој уметник, значи, јас се занимавам со уметност, со музика малце. Меѓутоа, не е до толку да створам сам песни и да ги правам, туку свирам ковер музика од други уметници и ги свирам, имам бенд. Океј? Ама, друга врста на уметност, некој што ќе направи од парче некој материјал сиров, прави, море кој ќе видиш, човек оригинал некој. Или, застани бе, оригинал ќе те нацрта. Значи, Бог не е дело на такви раце, умешни раце. Зашто Бог го дал и дарот на тие луѓе да цртат нешто, да прават, за да се најдат во општеството како такви, како корисни. Ама, тоа што ги нацртат, не е Бог. Значи, Бог колку големи работи створил, огромни и нас не створил. Интелигентни суштества, со секакви работи имаме можности, дарови, не знам какви. Се случува по интернетот, гледајте, луѓе измислуваат секакви работи. Колите, што ги возиме, тие се чудеси. На работа кај што работам, на тие машините за производство. Не во милисекунди. Во микросекунди процесот на производството е одделен. И то сето со воздух, замисли, под притисок. Компјутер ја раководи машината, ама сила зема од воздухот до 1,1,1,1. Со 4 децимали до 1000 дел точност. Тоа нешто ние го правиме, ние тоа нешто го измисливме луѓето. Значи ние сме тие што се створени од Бог, ама ние тоа што ќе го направиме со раце или со не е тоа Бог. Не е ни светина. Ниту пак нешто што треба да му се поклонуваме. Значи тој што потекнуваме, ние него треба да му се поклониме. Ние сме негов род и како треба да размислуваме во однос на Господ. Не е како творевина од злато, сребро, друг материјал, колку сака нека е скап, слика, фигура, кој е само производ на умешност човечка и материјал. Значи, тоа не е Бог. И сега, кога луѓето размислуваат така, Бог е навреден. Бог се вреѓа дека го споредуваат со такви работи. Но 30. Бог не гледа на времињата сега и на незнаењето, ти во незнаење. Треба да се објасни ова, окей? Зошто не е тоа така, треба да се кажи, да се објасни фино, лепо, па да има основа за тоа, да речи Бог, окей, не гледам на незнаењето, туку тоа што беше, така што го размислуваше ти, Бог сега заповеда на сите луѓе. Значи, Павле кажва, шо вели Бог? Сите луѓе да се покајат. Сите и насекаде. Во која граница да си, од кој народ да си, од кој град да си, од која раса да си, во која временска зона да си, жив си. Жив си. Покај се. Покај се. Зашто иди денот кога ќе суди праветно на сите свет, на целиот свет. А тоа вклучува и живи и мртви. Доаѓа денот, се ближи. И тука гледаме скриено Божја љубов, а не гнев да се истори за тоа што постојат такви размислувања или незнаење. Знаеш, не знаев, затоа постапував така. Не само да се поклонувам, да идол или не знам, ред други работи правев. Како што мислев јас дека е најдобро за мене, така правев.
Ама дали е добро пред Бог? Дали беше историјата на мојот живот нешто добро пред Бог? Тоа секој да си го размисли тоа нешто. Бог вели сите сгрешија. Бог вели сите сгрешија. И Бог е во право. И за овие работи беше во право. И ние се сложивме дека е во право. И дека се само во него функционира. Дали мислиме на него, дали му благодариме за тоа што постоиме, што сме живи, што имаме се ова што го наброивме и уште многу ред други работи ги имаме заради него. Дали сме застанали, Господи. Колку си добар, а ти немам благодарено до сега. Шо вели, покај се за да ти простор. Да се обратиме кон него. И сега вели дека доаѓа ден кога ќе му суди на живите и мртвите, а тој преку човекот кој го определил за тоа. А кој е тој? Господ Исус. Го воскресна од мртвите. Не треба, оти овде во текстот не стои Исус. Ама, што вели овде? Што го воскресна од мртвите. Кој е тој што воскресна од мртвите? Само еден има таков. Исус. Тој ќе суди на сите. И кога чуја за воскресението, не бе баш воодушевени со муабето. Која е реакцијата? Се подигруваја. Едни велат, друг пат ќе те слушаме. Не ни е важно. Абе чекај, не ти е важно што си жив, што имаш жена, деца, што имаш мајка, татко, живи, внуци, што имаш браќа, што имаш ова, имаш она, имаш се имаш. Од тој Бог потекнуваш ти и јас и сите. Не дека јас го велам, тоа е така на вистина. Друг пат ќе те слушам. Павле си ојде, ама некои се прилепија. Неколку души, и жена, и некои други со нив. Значи, сепак, 100 на 100 не е неуспех. Пак некои поверуваја во тоа. Поверуваја. И сега ќе задржиме на го воскресна од мртвите, воскресението од мртвите. Тој што го воскресна од мртвите, Исус, неговиот син. Што мораше да се случи пред да воскресне? Прашање ова. Значи тој воскресна од мртвите, ќе му суди на сите. Пред да воскресне, што беше? Да. Дали умре? Да. Умре. Беше предаден. А ништо лошо не направи. Ништо. А ние направивме се лошо. И Бог сака да ни прости. Јован 1. Јован 1. Исус, само име или нешто повеќе. Ќе треба со разбирање сега малку да размислуваме и да читаме. Значи, пред да воскресне и умре. Кој е тој што умре за мене, за тебе? Кој е тој? Во почетокот беше Словото. И Словото беше во Бог. И Словото беше Бог. Зборот, значи, зборот беше во почетокот. Во кој почеток? На создавањето на небото и земјата. Ама беше. Словото беше во Бог и Словото беше Бог. Значи, зборот беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога. Беше во почетокот. Кај е почетокот на историјата човечка. Нашата. Се стана преку него и ништо што стана не стана без него. Без Словото, кој е Бог, кој беше пред почетокот,
беше Бог, се стана преку него, преку Божиот збор, и беше во светот. Значи, зборува за минато време, откако Исус воскресна, ова Јован го пише. И светот стана преку него. Значи, Словото, зборот, што беше Бог, е Бог, стана преку него. Но светот не го позна. Че како живе, че летае некој зборој тука, дури беше Јован. Низ воздухот вака слово. Не. Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава. Славата што има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. Стана тело, Словото. Словото. Словото во почетокот. И Словото беше Бог. Словото е Бог. Стана тело. Какво тело? Човечко. Стана човек. За кој раскажва овде Јован? За Исус. Значи, Исус, во почетокот беше Исус, и Исус беше во Бог. И Исус беше Бог. И е Бог, и ќе остане до крај. Не до крај, туку вечно останува. Извинете на изразите, овој мозок толку е од него. Ама се обидуваме да доближиме некои работи. Беше во светот, живееше таму како човек, а светот стана преку него, но светот не го позна, го одбија. Стана тело, стана човек, Исус. Се настане меѓу нас и ја видовме неговата слава. Значи имаше славен живот. Славен живот. Се само добро праеше, се само вистина праеше, чудеса праеше и на краја воскресна од мртвите. Значи ние човечкиот род го одбивне, него го убивне и тој воскресна. И сите ние примивме од неговата полнота благодат врз благодат. Овие зборои се важни и сите ние примивме. Јован, Петар, Јаков, Андреј, Филип, Вартоломеј, сите тие учениците го кажуваат ова, може да го посведочат, примивне од неговата полнота благодат врз благодат. Милост врз нас грешните. Примивне од неговата љубов простување на нашите гревови. Дали веруваш дека Исус умре за тебе? Тој што створи се. Без него, вика, ништо не стана без него. Тој се отелотвори и дојде тука. Дојде да те бара. Кога дојде да те бара, на шо беше спремен тој? На се. За шо? За овој грешник ти бе, Исусе, абе шо ти е тебе, море? Овој, ти знаеш какви грево има овој натре? Знам. Ќути, сатана. Знам какви има. Ама тоа е она за што дојдов јас. Зато, кој се запрашаме, Исус, Исус, Божиот син, у име Отца, Святога Сина и Святога Духа. И толку знам. Чекај. Дали го знаеш ти Исус, тој кој има толку голема вредност, тој се створи. Заради него постоиш ти. Океј, добро, татко, мајка те родија. Ама ако не беше тој, немаше да има случајност по која што ќе постоиме ние. Тој, со неговата вредност, те вреднува тебе така што умира за тебе и сака да те откупи тебе за него, лична својина, ти да си вечно со него. Воскресението од мртвите. Брати, само едно наназад. Воскресение од мртвите. Се подигрува. Тие што се подигрува тоа време. Или на некој што му сме кажале ние секташите.
ние, најгнасните луѓе овде во Битола ги знаеш ти, Питеро, Диме, Никола, Вера, Борче, Марин, сите натаму, што сме му кажале, колку ги вреднува Бог и Исус, што направи тој за нив. Дали тоа нешто те тера тебе, дали произведува во тебе каење и желба ти да му припаѓаш на него. Да речеш, знаеш што, Исусе, јас верувам дека ти умре за мене. Не, ништо друго. Ти ми требаш. Ти не си само име сега за мене. Сега јас те знам. Оти ти ме знаеш мене уште пред да се родам. Во крилото дори бев на мајка ми, ти ме знаеш. И уште ме знаеш. Ама сега јас дознавам за тебе кој си ти. Значи не си ти сега само име. Туку ти си оној највредниот што се даде за мене. Ти така ме вреднуваш мене, јас таква вредност имам од твоите очи. Аха. И сега кога го знаеш тоа, кога го слушаш тоа, кога го разбираш тоа, Словото стана тело, Словото беше Бог, е Бог и ќе остани вечно. Бог кој стана човек за тебе и ќе остани во тело, само заради тебе и мене, како совршен човек, ама, кој нема повеќе да умри. Се враќа да им суди на живите и мртвите. Нема повеќе да умри тој, нема повеќе милон. Тоа што ќе биде и судот, ќе биде опет обате, ќе дојде и то со голема слава, со сила и овде лом ќе биде, овие нуклеарки се како јас да направам, спрема неговата сила кој ќе дојде. Зашто тој е Бог, беше Бог и ќе биде Бог, ама стана човек, ама пак ја има силата. Тој те сака тебе, најсилниот, тој те сака. Сите кои веруваат во мојот син, вели Господ, се мои деца. Ќе им простам се, ќе им дам вечен живот и ќе знаат дека се мои деца. Значи, Павле, зошто е? Ова е исто важно. Јован 3:16. Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. Та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Не го испрати својот син за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Затоа Исус, знаеш ти, да се спасиш. Кој верува во него, не му се суди, нема да се суди. Ако, кај вели, значи Бог им заповеда на сите луѓе и на секаде да се покајат и да поверуваат. Ако се каеш и му веруваш, не ти се суди, не му. Тоа си ти овде. Што имаш голема вредност. Не ти се суди. Судо падна врз Исус. Кој не верува, сакам да терам, веќе е осуден. Зашто не поверувал во името на единородниот Божи син. Тој што е веќе осуден, зашто не поверувал, доаѓа денот за секој ден од нас, ако не си поверуван. Не губи време. Немој да бидиш. Значи, кој не верува? Не ние си веруваме. Дали веруваш во тој Исус што створи се дека дојде како човек за тебе, да умри за тебе? Немој да бидиш тој што не верува. Верата, простувањето, милоста и љубовта Божја се бесплатно за тебе. Бесплатно. Не можеш да ја заработиш, не можеш да платиш, не можеш да правиш добро толку за да бидеш спасен, за да ти се прости. Не можеш. Не. Што ќе направиш? Што направи за да си жив? За да постоиш? Некој даде 1.000.000 евра, ти даде. Јас ќе те лажам, Ќе му речиш, Питеро ми рече во банката депозит ќе клај, заради него сум жив. Ха-ха! Никој не може да го направи тоа, зашто сите се прав и пепел. И сите злоделници, сите не знам што богати, што сакат ова да брат, оно да брат. Прав и пепел, брате, за кој годин, некоја година, некој ден. Кај го бе? 9 педи. И богатиот и сиромајот. Ама, богат, кој верува во него,
Кој верува во него, тој е богат. И сега, тие прашања, што Павле во текстот ги дебатираше, што се подигруваа со него. Павле ги лажеше. Абе, ова воскресението од мртвите како голема безсмислица ми звучи. Друг пат ќе да слушам. Коринтјаните. Значи, Павле не верува на слеп. Евангелието или добрата вест сега што ви кажавме, и тогаш е истото тоа, која, колку и да се кажува, да се објаснува, нема доволно збора и нема време толку во светот достани да се кажува и уште ќе се кажува за таа добра вест е. Евангелието кој ви го проповедав и кој го примивте, во кој стоите, преку кој се спасувате, го држите цврсто, како што ви го проповедав, освен ако не сте поверувале на празно. Ви го предадов најнапред она што го бев и примил дека Исус Христос умре за нашите гревови според писмата. Значи, ова беше најавено од Стариот Завет, од пророците, за тоа што го дискутираа во Верија. Исаија, назад, Даниел, растурбате. Нема за кој друг ќе збора. И дека погребан, и дека воскресна на третиот ден според писмата, исто го пише во Стариот Завет, дека треба да дојде и да воскресни од мртвите, и дека му се јави на Кифа или Петар, после на 12-те. Потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи до ден денес, а некои починаа. Дури го зборава Павле во Атина, тие луѓе очевидци на ова, дека е жив Исус, дека им се јави, го фатија, јадеа со него, пиеа со него, седеа со него и го видоа кај што се вознесува. Живи очевидци се. Повеќе од 500 браќа. Некои се живи, вика, до ден денес, а некои умреа, починеа. Потоа му се јави на Јаков, потоа на сите апостоли, а најпосле мене како на недоносче. После на Павле. Значи, овие се живи работи, овие се опипливи работи. Значи, ако не го видеа луѓето жив, џабе, верата во Бог ќе беше џабе ако не беше воскресението. И кој ќе не воскресни после за да не одиме едните да не одат на суд, дека му е простено, а другите да одат. Па тој ќе не воскресни Исус. Тој вели, навистина ви велам, доаѓа ден кога сите што се во гробовите ќе го слушнат, вика, гласот на Синот Божи, едни ќе станат за живот, едни за во вечна осуда. За жал тоа иди. За многу луѓе. Ама, дали сакаш ти да си во тие што ќе одат во живот? Сам по себе не можеш да дојдеш таму. Туку треба да веруваш дека тој те исчисти тебе, умре за тебе и ти си негов. Кога ќе зборам за ова, многу се возбудувам, извинете што викав. Тука ќе завршиме и ќе ви дам време за размислување. Кој нема расчистено со Исус, а сега знај дека не е само име, а не е само нешто повеќе, туку многу повеќе, тој е Створителот, секој да си размислува. Фала на вниманието и имаме библиски часови секој вторник во 7 на улица Александар Турунџе, број 45, кај Синџиро, кај Старата чаршија. За денес толку. Ако сакате, уште една добра вест и уште едно објаснување и уште едно загревање на вашите срца ќе имаме понатаму, наредниот месец. Со Господ напред. Од ви се од Господ.